судовите во Македонија мора доследно да ја применуваат судската пракса на судот во Страсбург, односно пресудите, посебно кога се работи за онлайн медиуми. Значи, судот во Страсбург веќе има пракса во тоа поле, македонските судови мора да ја применуваат праксата на судот и секако конвенцијата. Конвенцијата и праксата на судот во Страсбург е појака од македонските закони, посебно кога се работи за онлайн медиуми. Која е генералната одлика на Европскиот суд? Генералната одлика е дека секогаш мора да постои правна заштита кога одредени лични права на граѓани се оштетени, односно им е нанесена клевета и навреда преку интернет портал. Моментално македонските судови, односно праксата на Скопскиот суд, не ги признава порталите за медиуми и луѓето кои што работат во тие портали не ги признава за новинари. Тоа е лошо, бидејќи кога се досудува нематеријална штета за надомест по клевета, Законот за граѓанска одговорност има ограничување. Значи има граница колку може да биде осуден еден новинар, еден уредник или едно правно лице медиум. Бидејќи судот не ги признава тие портали за медиуми, по закон за медиуми и новинарите кои работат во нив, немаме граница. Значи може да се досудуваат многу високи штети за клевета, надомест на нематеријална штета за клевета. Затоа судовите мора да применуваат таа пракса на судот во Страсбург. Мојата организација е вклучена во истражување и во застапување за промени во рамката за следење на комуникации. Знаеме дека владата презеде веќе реформи во оваа област, но сепак забелешките на поширокото граѓанско општество се дека овие реформи не се целосно во согласност со барањата на Европската унија и со препораките пред се на експертската група на ПРИБЕ. Најголем дел на забелешките се упатени во фактот што владата се уште го задржува директниот пристап на државните органи до целосната комуникација на сите граѓани. Односно, таа има директен пристап обезбеден од операторите до комуникациите и како што сме сведоци на претходни злоупотреби, нашиот страв е дека ваквите злоупотреби можат да продолжат и во иднина. Понатаму, новите регулативи на Европската унија, кои што се однесуваат на заштита на лични податоци и на процесирање во кривични истраги, не се целосно имплементирани, а тие веќе стапуваат во сила на ниво на Европска унија и тука треба уште многу да се преземат работи со цел да се воедначиме со правото на Европската унија во овој дел.